Свикувам седница на Комисијата за јавни и комунални дејности на Советот на општина Битола. Со предлог следниот дневен ред. Одлука за пренесување на правото на управување и тековно одржување на објектот на спорт од локално значење северна трибина на фудбалскиот стадион Петар Милошевски Битола. Програма за измена и дополнување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. 11-та измена и дополнување на програмата за постување на урбана опрема на јавни површини на подрачјето на општина Битола, иницијатива за санација на салата за венчавки во општина Битола. Согласно предложениот дневен ред имаме представници од општината. Односно точка 1 одлука за пренесување на правото одржување и тековно одржување на објектот од локално значење северна трибина на фудбалскиот стадион Петар Милошевски. Го замолувам представникот да се произнеси што е точно ова. Добар ден, председател, јас ќе ве замолам ако може да се почне од другата точка. Само малку време ќе ми треба. Добро. Одиме со точка 2. Програма изменување на програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општина Битола за 2022 година. Маријана е тука. Ќе да замолам да објасни точно што е измената. Повеле, Маријана. Добар ден на сите. Измените во програмата за уредување на градежно земјиште, овие измени сега, кои се спремија за на оваа седница која што ќе следи, се заради две точки, односно две барања кои што излегоа во текот на овој, односно прошлиот месец. Именно знаете дека работиме на логоварди на коловозот, меѓутоа работејќи изведувачот на коловозот кај еден пропуст во логоварди се виде дека има водоводна мрежа долу и таа водоводна мрежа смета при изработка на тие ѕидови крилни кај што треба да работи изведувачот. Се јави потреба од девијација на таа водоводна линија. Ние се обративме до водовод за да дадат пресметка колку пари ќе чини таа девијација. Значи да свртат цевката, да не оди таму кај што ние работиме со коловозот. Тоа изнесува 106.614 денари. И исто така, до општина Битола стигна барање од странка Ванчо Петровски, со кој што ни укажува дека при дефект на водоводна мрежа во непосредна близина на неговиот објект и санирање на истиот од страна на службите на водовод, службите на водовод го информираат дека под неговиот објект, кој што е многу одамна изграден, повеќе од 30 години, дека под неговиот објект врви водоводната линија. Ова истата за која што се јавуваше дефекти, за која што водовод интервенираше. Тие го известија дека треба да се изврши девијација исто, значи да се тргне од подобјектот. Значи вакви случаи имаме во градот многу, но со оглед на тоа што на оваа водоводна мрежа во непосредна близина на неговиот објект се јави дефект, од опасност да се случи да се јави и под објектот, значи водовод исто поднесе пресметка до нас во износ од 71.503 денари да се изврши девијација да ја заобиколиме куќата, односно објектот. За да ги обезбедиме овие средства, значи овие две ставки ги ставаме во реконструкција на капацитети за водоснабдување, негде околу 178.000 денари, намалуваме во реконструкција на други објекти, кај што имавме ставка санација и реконструкција на други објекти и инсталации при хитни и неодложни активности, која што имавме ставено во програмата, точно заради вакви работи, бидејќи кога ќе се јави потреба за некоја хитна работа, ние треба од негде да земиме пари за да ги обезбедиме. Имавме таква ставка ставено во програмата, од оваа ставка ги земаме овие 178.000 денари, за да можеме да склучиме договор и да можеме во логоварди да се изврши девијацијата, да склучиме договор прво со водовод, да се изврши девијацијата и изведувачот да продолжи на тој дел таму да работи и да направиме девијација на улица 8 септември во Оризари. Тие се измените во оваа програма. Добре, ти благодарам. Прашање дали има некој?
Доколку нема прашање, предлагам да ја гласаме точката. Кој е за програмата за измена и дополнување на програмата на уредување на градежното земјиште? Тоа за, против, воздржани? Нема. Се враќаме на точка 1, одлука за пренесување на правото на управување и тековно одржување на објектот од локално спортско значење северна трибина на фудбалскиот стадион Петар Милошевски. Повели Гордана. Фала, председателе. Во врска со предлог одлуката, јас само ќе коригирам дека предлог одлука е за пренесување на право за тековно одржување на објектот за спорт од локално значење северна трибина на фудбалски стадион Петар Милошевски, каде што во член 1 се вика со оваа одлука општина Битола му го пренесува правото за тековно одржување на објектот за спорт од локално значење северна трибина и фудбалски стадион Петар Милошевски од Битола на ЈП Комуналец Битола. Член 2 се овластува градоначалникот на општина Битола да склучи договор со ЈП Комуналец со кој подетално ќе бидат регулирани правата и врската на двете страни, и член 3 ова одлука нели влегува во сила со објавувањето во службен гласник, а ќе се применува денот на записничко предавање на изведените работи на објектот. Значи предлог одлука за пренесување на право за тековно одржување. Добро, прашање дали има? Повели Корлевски. Одлука за пренесување на право на управување. Пишува тука во одлуката. На управување е ништо друго, а за тековно одржување сосема друго. И дали северна трибина е посебен објект од фудбалскиот стадион Петар Милошевски? Значи во врска со одлуката, предлог одлука за тековно одржување на објектот, не за управување, право во општина Битола, туку е само за тековно одржување. А во врска со северна трибина, тоа е одделен дел, односно функционална целина од целиот проект. Заради етапно финансирање на проектот, од страна на проектантот, трибината беше поделена на функционална северна трибина. И дел по дел, така како што се реализира проектот, така се примопредава и се става во користење. Тоа значи дека првиот дел, одлуката на право на управување треба да се избрише, прво, и второ, дека сега северната трибина ќе ја тековно одржува Комуналец, а другото ќе видиме кој. Се одржува, другите ќе видиме за стадионот. Добро, прашање други? Ја само кратко, со јавното предпријатие Комуналец, мислам дека беше 2013-2014, треба да проверам, имаме склучено договор со општина Битола, каде што јавното предпријатие е ангажирано, значи со своји вработени, да врши тековно одржување на спортскиот комплекс таму, и тука вклучува тениските игралишта, ќумурното, односно фудбалското игралиште со вештачка трева, вклучувајќи го и стадионот. Значи, како што разбрав, во договорот што е случен помеѓу општина Битола и Комуналец, сега северната трибина не е вклучена, затоа Не, се носи... да, сега плюс северната трибина. Точно. Ако веќе има таков договор. Да, 2013 е склучен таков договор. Сега дали ќе биде нов договор или анекс на веќе постоечкиот, тоа накнадно службите ќе одлучат. Почитуван председателе, колега, значи, уште една работа. Не ја имат разбрано, ми се чини, точката на дневен ред. Затоа ги прашував овој прашање, сега го дополнувам. Зошто е потребно управување? Бидејќи во тој објект сега има и комерцијална содржина. Значи, таа комерцијална содржина ќе ја управува јавното предпријатие Комуналец. Едно е одржувањето, значи збораваме метење, косење на тревата, а сосем друго е управувањето. Затоа се трга се. Зато се додава и управување, бидејќи претходно во фудбалскиот стадион немаш што да управуваш. Имаш само користење од страна на фудбалскиот клуб или други фудбалски клубови кои што сакат да го изнајмат стадионот за надпревари. Меѓутоа сега северната трибина има други
облици, функции, можности, кои што е додатна вредност на јавното предпријатие Комуналец, со кое што најверојатно ќе претрпи измена, најверојатно статутот или дејноста на јавно предпријатие Комуналец, на изнајмување на објекти, така натаму, бидејќи внатре има простор за теретани, за ресторани и така натаму, нешто што е, затоа сметам дека не треба да се тргне точката управување, и мислам дека е грешка на представникот од општина Битола и дека не е запознат со намената зошто е ова управување. Значи, не случајно е ставено, бидејќи таа функционална трибина треба да биде во потполно складена во служба на општина Битола и на граѓаните. Значи, не е само трибина во која што едната страна ќе има публика, туку од другата страна има и деловни објекти. Моje размислување, значи, став, бидејќи добро го пратам тој процес, настрана е функционирањето, ова е сосема друго од делот на управување. Меѓутоа, тоа здрави живи на седница. Во врска со спортските објекти и комплексот таму, во 2012 година, со одлука на влада, овие објекти кои што се таму се пренесени за на трајно користење на општина Битола. Општина Битола во 2012 година, јас како представник изработив ценовник на тие спортски објекти, кој понатаму тој ценовник како се зголемуваат дејностите и кои, да речем, содржини се вклучуваат, така ценовникот се прошируваше. Тука беше вклучен и фудбалскиот стадион со вештачка трева, тениските игралишта, фудбалскиот стадион, односно користење, и тоа е детален ценовник, каде што е детално се опишани како може да се изнајми или стадионот или тениските игралишта и така натаму. Во претходното раководство на општина Битола донесена одлука каде што се пренесува правото на управување на тениските игралишта и фудбалското игралиште со вештачка трева на ЈП Комуналец. Каде што по мене, значи мое објективно мислење, е дека е голема грешка заради тоа што со објектите на општината управува општина Битола. Комуналец е само за тековно одржување. Се што е објект на општината и во собственост на општината управува општина Битола. Ви благодарам. Уред повелика. Добро, му благодариме за субјективното размислување и политички ставови, меѓутоа вака. Дали во деталниот план кој што го испработила представникот од општина Битола е предвидено колку треба да платат некои за изнајмување на ресторан? Дали е предвидено за колку треба да се изнајми за кладилница? Дали е предвидено колку треба за теретана? Дали е предвидено во спортската сала, бидејќи е под општина Битола, е предвидено колку во договор е за изнајмување или даен просторот за користење на теретаната? Бидејќи имаше договор кој што дури историјата им е плаќавме. На Жими мајка пишен. Меѓутоа пак велам за тоа на седница. Меѓутоа овие две прашања, дали во тој договор кој што го подготвувале во 2012 година, тоест ја подготвувала, стои колку треба, бидејќи е грешка на општина Битола, што им е дадено на јавното предпријатие Комуналец и на ова локална самоуправа, му се дава на јавното предпријатие Комуналец да одредува цена на користење на јавни простори, кои што се наменети настрана од спортот, дали постои во тој ценовник кој што го планирала во 2012 година? Јас како што кажав, ценовникот, значи, имаше дополнување на одлуката. Првиот ценовник е донесен 2012 година, почетниот, каде што го фати стадионот и фудбалското игралиште со вештачка трева. Понатаму тука беше додадени тениските игралишта, исто така беше додаден во делот што ми кажувате вие за теретаната, значи имаме ние ценовник каде што вика поставување на спортски реквизити од 100 денари на метар квадратен. Значи за се што имаме во спортските објекти има ценовник. Во делот на северна трибина на фудбалскиот стадион нема такви содржини кои што вие ги спомнавте. Значи во делот на северна трибина на фудбалскиот стадион има дел каде што е се планирани во сега веќе постачката северна трибина, дел за канцелари за спортскиот клуб, исто така има и помошни простори со облекувални. Оној дел кој што викате дека е
за комерцијална содржина се само објектите кои што се напред, кои што гледаат према паркот и тие се обично се во еден фудбалски стадион се издаваат за фаншопови и така натаму. Значи немаме такви содржини од ресторани, кладилници и така натаму. Добро. Значи, според овој став, ние во иднина на фудбалскиот стадион, добро е што е запишано, значи се снима седницата, нема да имаме ресторани, такви работи во на северната трибина, ќе имаме само фаншопови и рековте, имате склучено договор по 100 денари од метар квадратен со теретаната, така? Добро. Во ред прашања други? Во ред, ако нема, кој е за... Ставам точката на гласање, кој е за? Не, одлука за пренесување на правото на за тековно одржување на објектот од спорт за од локално значење северна трибина на фудбалскиот стадион Петар Милошевски. Оти ова што е управувањето се трга. Како согласно информациите што ги имаме од представникот од општина Битол. Кој е за? 2 за, против, воздржани, 1 воздржан. Трета точка, 11-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавните површини на подрачјето на општина Битола. Повели Венцо. Благодарам. Со 11-та измена се планират 2 микролокации за детски игралишта и опрема за забава на деца. Едната е во градскиот парк, во долниот дел на градскиот парк, кај во близина на Император, кај што ќе имаме донација од млекара, кај што сака да донира одредена опрема. И втората е во Горно Оризари, на делот Раштански порој, практично кај сред селото што е во Горно Оризари и тој така тоа е, значи тој Раштански порој, реката како што е, тоа официјално се вика Раштански порој, кај што планираме ваква содржина да направиме нова. Има таму една постоечка, меѓутоа планираме да ја прошириме и да ја направиме подобра да види, со оглед на тоа да овде планираме и други активности кои се внесени во програмата за економски развој. Меѓутоа кога ќе дојде таа точка ќе образложам што се планира на тој дел. Во секој случај правиме содржина уба за жителите на тој дел на градот. Во ред. Фала ти. Прашања некој? Повелени. Значи, вака, за база во паркот. Дали знаеме што конкретно тие одлично што ќе донират и браво, ги поздравувам. Меѓутоа, паркот има одобрен основен проект кој се уште е на сила и има предвидени содржини. Дали тоа е во согласност со тие содржини, кои се содржините што сега ќе се дополнат во овај дел. Тоа е за триаголникот, онај Карше Мирче Дзиу. Да. Да, ама и тоа е вон Значи сите тие што се содржини се согласно некаква програма, односно со програма за поставување на урбана опрема. Така и за овој дел, значи ние носиме прво измени на програмата, ја детектираме локацијата, а точно после се разработува целиот проект како тоа сето ќе изгледа. Во секој случај ќе биде донација од млекара која ќе имплементираме на овој простор од паркот. Добро, значи ќе имаме можност да видиме што ќе биде планирано. Да, апсолутно. Во подделниот дел на овој дел имаме и болдер карпата, која што веќе донесовме, мислам претходна 9-та измена на програмата е веќе вцртана и веќе основниот проект е направен, одобрението е издадено, односно ќе донесете одлука за примање на донација и така натаму и тоа е веќе спремно, така да ќе има содржина интересна во овој дел на паркот. Во ред. Други прашања? Доколку нема, одиме гласање. 11-та измена и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на јавните површини на подрачјето на општина Битола. Кој е за? 3 за, против, воздржани нема. Последна точка, 4-та иницијатива за санација на салата за венчавки во општина Битола. Иницијатива од советничката група на Поинако. Тука е колегата, што ја поднесе, може да каже.
Ова иницијатива е поднесена од советничката група на Поинаку. Сметам дека време е да се направи реновирање, санација на таа сала. Колку што памтам, јас преку 30 години ништо не е допрено таму. Поддршка се надевам ќе имаме од сите советници. И имам образложение и материјали во мејлот. Добре, фала. Прашање некој? Долку нема, одиме со гласа. Иницијатива за санација на салата за Венчавки во општина Битола, кој е за? 3 за, против, воздржани нема. Со оглед на тоа што дневниот ред е исцрпен, затворам седницата за јавни комунални дејности. Благодарам.